Се викам Киро Андонов, роден сум во село Конопиште, Тиквешко. Ова стара населба се наоѓа во подножјето на Кожов. Стара населба, која се викала во почетокот Врбница, така се спомнува во старите турски документи, 1517 година. Населбата е мала, има само 40 семејства, 18 неженети, една вдовица. На турските власти плаќала 4000 акчиња. Моите предци потекнуваат од Костур, близината на Костур, Егејска Македонија. Прв кој дошол во Конопиште е мојот прадедо Петре. Тој бил делач, изработувал дрва, сеча дрва од планината, а потоа ги продавале во Солун. Во нашето семејство имаше повеќе членови. Се сеќавам на мојот дедо Никола. Тој беше вистински народен раскажувач. Човек кој што поминал ни сито и решето. Учесник во многу војни, во Балканските, во Првата светска војна, соборал тамо некаде во Галиција, бил и заробен од страна на австриците. Тука имам една слика, може да се покаже, да се види. Сите овие настани кои ги доживува во време на војната, тој ги раскажува на домашните. Пред мене е сега една слика од тие детски години. Навечер, така бевме собрани сите, а тоа се случува и секоја вечер. Додека навечер надвор забиваше ветерот, капелото удираше во прозорецот, а тој ја почнува да ја раскажува својата судбина. Тогаш за прв пат го засакав народниот расказ, кажувањето на нашиот човек. Тогаш се родија првите николци да се интересирам за трагичната судбина за нашите луѓе кои страдаа низ војните, Балканските војни, како што реков, Првата светска војна, кои умираа на различни боишта, а ги имаше такви илјадници. Тако бил и мојот дедо. Кога завршив филозофски факултет, работев една година во Горна Бошва како учител, исто така една година во Кумановско, во селото Винце, а сега работам во училишниот центар Јосип Броз Тито во Неготина. Предавам предмет македонски јазик и литература. Тука сум на работа 27 години. Ова средба, драги братници, ќе ја посветиме за Марко Цепенков.
наречен креатор на народните приказни. Еден од најголемите собирачи кај нас во Македонија на сите време. Во времето на романтизмот, тоа е во времето на нашата природа, 19 век. Една од најважните одлики е собирачката дејност на нашите преробеници. Да почнеме од почеток, прво браќата Миладиновци, истина македонците, а пред тоа собирали многу други писатели од други земји. Потоа доаѓаат Курман Шапкарев, а секако Марко Цепенков зазема највидно место. Покрај наставата која изведувам, слободното време најповеќе го посветувам во собирачката дејност. Тоа представува и моја животна цел, главна преокупација, една обсесија. Пред себе го имам и ликот на најголемиот собирач на македонските умотворби Марко Цепенков. И на вистина, кога ќе запишам некоја народна песна, народна приказна или некоја пословица, тоа ме радува, затоа што сум ја сочувал да не биде таа заборавена. Многу приказни запишав, многу народни песни, многу легенди, клетви, преданија, обичаи. Но не само тоа. Сакам тие материјали да бидат печатени, издадени, посебни книги. И првата книга која издадов заедно со Пане Емшов се викаше Неготински легенди. Мој живот. Овде ќе ја цитирам и мислата на Рацин, дека јас не направив палати, немам убава кола, не стекнав некоја богатство, да кажам, но за себе оставам голем фолклорен материјал. Тоа се стотици страници собрани од народот. Пред се ги собирав од илјадници луѓе и патував многу. Во многу села ги посетив Бушевијата, Тиквеш. Целта ми беше од овие луѓе да собирам, зашто тие ги живеат последните денови. Ако сега ние не запишеме од нив, утре ќе биде касно. А во нив беше собрано огромно духовно богатство. Нашиот човек има една посебна дарба да создава. Немал можности, бил ограничен да пишува литература по писмен пат, туку устно да создава. И многу создал, навистина. Не знам кој рекол, еден наш културен работник, ако во Египет се гордеат на пирамидите, на тие стари споменици, тогаш во Македонија ние треба се гордееме со нашето народно богатство. А тоа е огромно. Имам прочитано дека денес се запишени во Македонија 75.000 народни песни. И навистина ние треба да се гордееме
пред светот со ова богато народно творештво. Dva orla se bija, dva orla se bija, dva orla se bija, gore na nebo to. Gore na nebo to, dve zmije se bija, dolo na zemljata. Dolo na zemljata, među dve reki, među dve reki, reki te krvavi. Reki te krvavi, reki krvavi, reki te krvavi, o temni zandani. Vozandani leži, vozandani leži, vozandani leži, đore dobar unak. Vozandani leži, đore dobar unak. Дома няма дојдено, видиме, браво. Нека, нека. Како си? Много арно, ленци ти едам дома. Јутпитони како е? Добар е он. И каде е сега? Ами со кој се? Кој си? Каде ги пасне? Сакаш да ги пасне нешто? Да овие место тука, наследи. Дај дома, дај дома убаво работа, ама ка не е дома сега, далеко е. Најповеќе интересираме за ова место, градот што го викат. Има ли тако населба? Ти не знаеш да кажеш? Не знам ја, не знам. Ја е многу стара населба што постоја од Да, давнишни е он времиња. дома, он ето кажем, ти каже. Не само за тие места, има и за други, за чешмите, за Донова чешма, Ристова чешма, чешмата на Дичо, за Бугарови грамади, другите места. Ајде место има тука, за тоа, во село е ја отказнам и шо Старо село. Случано, старо село и он е стар тука дисане. Стар ди Он сам. и знае и по татко му и како било, шо било, он не е поместено тука, он сето го знае. Сега се наоѓаме во селото Горни Дисан и исто така до овој крај од постарите луѓе сум запишал повеќе легенди. За ова село постои едно предание или легенда како настанува името Дисан или Горни Дисан, зашто има и Долни Дисан. Според искажувањето на Методија Јанчев, во ова село името е добиено по името на некоја жена која се вика Десанка. Имено таа била ќерка на некој си богат господар која живеела во
градот Белград, односно Белград тука има кај нас една стара населба, уште од римскиот период, а и понатаму во средниот век, која се вика Белград. Неговата ќерка Десанка тука имала имот и по смртта на господарот сивот имот го остава на нејзе и по тоа нешто настанува и името на Дисан. Друга легенда во ова село е градот. Тоа е високиот рид што се наоѓа овде кај нас на јужниот дел. Една голема површина обколена со бедеми, ѕидишта. На јужниот дел се наоѓаат долните порти, а на северниот дел горните порти. Ова населба исто така постоела за време на римскиот период. Дури се пронајдени монети од 6 век на императорот Јустинијан. Но мојата најголема пасија е всушност легендата. Тоа се ги имам собрано голем број легенди и издадено во посебни збирки. Некои од нив ќе спомниме. Првата збирка од легенди е Неготински легенди, заедно со Пане Емшов. Потоа следуваат книгите Легенди, Вишина чешма, Богатиново кладенче, Слави чешма, Вишешница, Момина чука и многу други. Легендите ги групираме на легенди за градови или градишта, села, легенди за тврдени кули, легенди за чешми, за извори, легенди за гробишта, ајдуши гробишта, турски гробишта, комитски, партизански гробишта, потоа легенди за стари стебла, како што и запишав легендите Кантуров брез, Вртен даб, Венчан даб, Царев даб. Тоа се едни многу потресни легенди кои зборуваат за минатото на нашиот народ. Во околината на градот постоеле повеќе селски населби. Од стариот период, се мисли на античкиот, потоа во византијскиот период, да почнем поред во местноста Орле, потоа местноста Орле, Двата гроба, потоа во местото Бара, Ковкарец, од другата страна ке Витачево, ке местноста Грамаите, потоа ке местноста Капината, Џорџова чешма, Локвите. Тоа се всушност стари локалитети. Во местноста Локвите е пронајдена една од најстарите плочи. Тоа е една стела всушност станува збор, на која е представено тракиското божество. И имено еден коњаник кој јава на конј, а пред него е испречена змија која е извиткана на стеблото. Тоа божество, според археолозите, се уште не е објаснето, името не се позна, не се знае, а се мисли дека е божество за смртта, за ловот и земјоделието. Досега барем патувајќи низ многу тиквишки населба, кои повеќе не постојат, тоа се веќе топоними некои од нив. Искршив 2 коли, пишувајќи 2 машини, стотици ленти. Не бе кол, дојајте.
Покрај што собирам народни песни и приказни, исто така се интересирам и за старите манастири, старите цркви, а некои веќе и одамна и чезнати. За нив постојат многу стари предания и легенди. Туку рече не сум бил, туку сум бил во секој крај од Теквешијата. Запишувам за настанокот на тие црковни објекти. Како се разурнати или како потоа се обновени. За нив има доста преданија. Се пишува и во книгите. Исто така се забележени во некои стари ракописи, споменици, а има трагина од нивното постоење. До сега имам издадено 37 книги. Seconds. Čekaj, idem da lapam. Не поставам за долни диски. Кое? Горни диски. Горни дишам. Фател од чума пред 200 и повеќе години. И не знам. Дел избегал долни диски до горниот. Долни диски. Не знам сега. От колко време горни дишам. Он е изгорено от 13 години от църквите от Турце. Кога дошли 12 години. 12 години църквите. И се, когато закачили, да кажем, с бугарите, и айде, сърбите бидејќи турците ме кадам да се свастели, па со сърбите сме се съединили и нашите от тога изгорено. Зошто го викат диски? Не знам защо го викат диски. По името на некоја црква на Побед. Што живеел во Белград, тоа е големиот град. Николаевци, долни диски. Е така, Белград се го вика. Неговата ќерка На тиква и шо Санка град. Градот се вика. Градот се вика Пещерта. Ќе ги спомним имињата на оние луѓе од кои сум запишувал, а такви има илјадници. Еве кои се тие. Ристо Есмеров од Неготино, Джамбас. Тоа му било занимањето. Тргува со стока, патувал из многу места. Спиел во Анови и слушал навечер приказни. При крајот на неговиот живот дојде во мојата куќа и ми кажа 30 народни песни. Потоа благодарност искажувам за Роса Илова од Неготино, жена која знаеше да кажува и многу народни приказни. Божен Илов од Стармашево, една посебно надарена личност. Првите песни ги запишав од него, пред 20 и повеќе години. Тој беше од Стармашево, живееше во Кавадарци и секој дневно кај него одев. До последниот стих што го знаеше, а помнеше илјадници стихови, епски песни за крали Марко, за Борен Дојчин, за Страхил Војвода, за Сирман Војвода.
Тој ми кажа дека епските песни ги слушал на трпеза, на свадби и ги помна многу брзо. Така една епска голема песна за Болен Дојчин ја запомнал со 2 слушања, а тоа се повеќе стихови. Една надарена личност ми кажа над 100 песни, голем број приказни и до последниот стих го запишав од него. Еве сега ќе слушам една негова песна од магнитофонот. Исто така песни слушав и од Зоја Летникова од селото Рожден, Митра Бојкова, Лазо Кузманов од Прждево, да кажеме за оваа личност. Лазо, како што реков, е роден во село Прждево, близината на Неготино. И тој беше надарена личност. Во песната внесуваше нешто свое. И тоа вешто го уклопуваше внатре во песната. А знаеше многу јуначки песни, епски. И најдолгата македонска песна за Кузман Капитан, која има илјадници стихови. Во една прилика ја снимав од него. Ја пееше 4 часа. Се измори и ми рече: внучко, не сме дојдени ни до половина. Друг пат ја продолжиме. За жал, ова песна не ја допишав, не ја забележав. А тој ја слушал оваа песна Кузман Капитан од неговиот татко, што се пеела многу порано, за време на турското владење, мислам последните децени од 20 век. Исто така запишав и доста песни на македонците муслимани од теквишијата. Запишав неколку потресни балади, романси, а пред се со голема уметничка вредност се лирските песни, женските песни. Во нив, кога тие се читат и се слушат, излегува онаа потресна судбина на жената, затворена во домашниот зандан, а тоа се стари куќи, покриени со плочи, обградени со тешки калиња, со порти, џамли од ајчиња, а во нив се слуша тажниот глас на некоја неситна жена. А јас морав да работам неуморно, секој дневно, да барам нови извори, но што знаев дека кога фаќам последниот воз, ако сега ние не запишеме, утре ќе биде касно. Познавам илјадници стари луѓе, повеќе со нив се движам. И ми представува задоволство кога ќе се сретнам со нив и разговарам. Ја навистина го сакам стариот човек. Кога ќе појдам во некој раселено место, пред мене издигуваат разрушени куќи, ѕидишта, огништа, скали по кои никој повеќе не се качува, дворишта напуштени. И среќавам само изнемоштени старци, како силуети. И сега ми прави задоволство со нив да разговарам, да запишувам. А во нивната душа е собрано, напластено огромно народно творишто, духовно богатство.
И тука започна тој расказ и разговор со нив.